Македонија треба да остане транзитна земја. Како држава немаме капацитет да сместиме толку голем број на мигранти, но можеме да им овозможиме хуман третман и полесна транзиција. Ова беа само дел од заклучоците на новата расправа за стратегијата и националниот план за интеграција на бегалци и мигранти. И денеска говорниците побара од владата итно повлекување на овие документи, кои во преден план ги ставаат потребите на бегалците пред потребите на македонските граѓани. Според првиот човек на Агенцијата за разузнавање, дел од мигрантите се или лесно може да се радикализираат, а со нивното доаѓање во поголем број во земјава, ќе им се отвори терен на кој би ја ширеле нивната екстремна идеологија. Дел од мигрантите кои доаѓаат, за жал, се веќе радикализирани од разни идеологии кои што делуваат во кризните подрачја и едноставно тие ја користат оваа ситуација за лесна радикализација и лесно поврзување со нивните сонародници и истомисленици и прифаќање на тие екстремни ставови е многу полесно и поедноставно, бидејќи знаете условите каде што мигрантите сами се движат, бидејќи тоа се слободно можеме да кажеме дека се нечовечки услови, предпоставам дека Црвениот крст многу полесно тоа ќе ни го долови какви се тие услови во кои што живеат они. А од друга страна, па од нашиот аспект, од безбедносен карактер, тие се основните предуслови, значи таа е солидна почва за лесна радикализација. Приоритет треба да останат македонските граѓани, а парите од буџетот, наместо да се трошат за вдомување на бегалците, да се вложат во подобрување на животот на граѓаните во земјава, смета председавачот на комисијата. Тука не е премиерот, председателот на владата на Република Македонија господин Зоран Заев, тука не е министерката за труд и социјална политика Мила Царовска, да одговорат на десетиците и десетици прашања кои што ги поставивме. И во делот на ставките, и во делот на трошоците за буџетот на Република Македонија, импликациите за еднината на Македонија, не одговорија на ниту едно прашање во делот на дистрибуција, сместување, домување, трајно сместување на мигрантите, бегалците и странците низ општините во Република Македонија и едноставно имаме бегање од било каква дискусија. Стратегијата предвидува обезбедување на најмалку 100 згради каде што би живееле мигрантите и бегалците. Државниот буџет во рок од 2 години ќе им ги плаќа киријата и сметките, ќе им биде обезбедено бесплатно основно и средно образование, а ќе имаат право и да бидат дел од националните програми за вработување. Според овој документ, бегалците нема да мора да доставуваат документација од која земја доаѓаат, а кога веќе ќе бидат македонски државјани, ќе можат да ги повлечат и членовите на својата фамилија во нашава држава. Иако поканети, на расправата не се појавија премиерот Заев и министерката за труд и социјална политика Царовска. Немаше ниту представник од владата да дискутира околу спорните прашања кои ги отвори оваа тема.